Како да ја заштитиме кожата од старење? Ова е прашање на кое многумина си го поставуваат, особено повозрастната популација, но и помладите не се исклучени, затоа што со текот на живењето, со начинот како живееме, но и надворешната околина влијае за одредени промени на самата структура на кожата. Но постои ли начин за една постојана или целосна нега на истата за да не дојде можеби до прерано старење или пак кога веќе кожата ќе стане повозрасна, постои ли начин за истата да се врати или пак да биде дел од оној помлад состав или пак да добие младешки изглед. Но оваа тема денеска во утринска на Телма разговарам со Сузана Блажевска, сопственичка на Центарот за убави на Афродита. Добро дојдовте во утринска на Телма. Добро ве најдов. Баш ми е драго што повторно ќе збориме за една од најбараните услуги, тема како да се спротиставиме на процесот старење. Да, особено дамите можеби се повеќе насочени кон нега на кожата, но зошто да не и ние машките да не се потрудиме да имаме постојано добра кожа, нели? Да, со тоа што кожата кај мажите поспоро старе, така да и тие се наши клиенти, значи доаѓаат во Центарот за убави на Афродита и веќе грижата кон себе е на повисоко ниво за разлика од порано, така да и тие почнуваат превентивно, значи благовремено да ја негуваат кожата за да не дојде до нејзино опуштање. Добро, кои се најчестите причини кои доведуваат до старење на кожата, освен ако ги ставиме настрана годините? Да, покрај биолошкиот процес на старење, значи причинители кои го забрзуваат овој процес е недостиг на кислород. Недостигот на кислородот прави кожата да изгледа уморна, да има подочнаци, да има флеки, длабоки брчки, ситни брчки, затоа што таму каде што нема кислород нема ни живот. Па затоа козметиката, следејќи ги, значи тие параметри, затоа што и со самиот процес на старост се намалува протокот на кислород во кожата. Може да се статистички има извадено дека кожа на 30 години веќе 25% има послаба оксигенизација, проток на кислород, а некаде во 50-тите, негде 55% има послаб проток на кислород, значи оној процес на оксигенизација е многу намален. Тоа допринесува, значи, биолошки процесот на старење и загадената околина во која што живееме и сме изложени секојдневно. Затоа и земавме еден апарат кој работи врз база на чист кислород и помага, значи, на кожата и превентивно да се започне порано, додека кожата е убава, млада, витална, да се спречи оној процес на старење, а и кожа која е веќе во поодминати години да можат веќе со третмани врз база на кислород, тоа е многу убав третман, работи со 3 сонди, каде што преку една дермоинфузија директно се вбризгува чист кислород 98%, значи го вади од апаратот кислородот и под притисок потежок 9 пати од атмосферскиот притисок го внесува дермално, значи подлабоко во кожата. Потоа има еден друг програм, значи 15 минути се работи на дермоинфузијата, потоа се оди на инжекшн, каде што се помага на друг начин да се внесе кислородот и на крај има програма од 20 минути мала барокомора преку која клиентот диши чист кислород и има едно биофотон светло, тоа е ново во козметиката и е многу популарно. Апаратот е така по-нов и ги има ставено сите функции преку биофотон светлото. Тоа се електромагнети кои работат врз база на мала микроструја и се внесуваат длабоко во кожата и они делуваат во регенерација и обнова на клетките. Посебно делуваат во обнова на клетките на ДНА, каде што има подобрување, регенерација и обнова на кожата. Значи, во барокомората покрај дишење на чист кислород и кожата добива уште еден третман кој делува како лифтинг на кожата. Се обновува
колагенот, се подобрува хидратацијата, ги снемува ситните брчки, подобрува онаа меѓуклеточна размена на кожата и оној проток на кислород овозможува синтеза на нов колаген и еластин, кои се главни за цврстината и сјајот на кожата. Така да апаратот е многу природен, третманот е исто многу пријатен, може да се комбинира и со мезококтели, зависи од тоа нели колкава возраст е клиентот и дали има некоја друга причина покрај брчки, може да се лекуваат и испукани капилари, црвенило, потоа акни, значи се внесува мезококтел според проблематиката на кожата и заедно се синхронизираат, влегуваат длабоко во дермалниот слој и многу убаво делуваат. Потребно е да се дојде само 4 пати во месецот, значи еднаш неделно и веќе многу да направиме за нашата кожа. Значи да ја обогатиме со кислород, да ја дадеме живот на кожата, да ја убрзаме онаа епителизација на нови клетки, значи кога има епителизација и излегува и нова млада кожа. И да се тргнат сите недостатоци, да се спречи на природен пат оној процес на старење. Тоа важи посебно за клиенти кои не сака да се боцкат, нели, филери, ботокси, него на природен начин да изгледат млади и витални. Добро, кој период од животот или пак во кој стадиум на кожа би требало да се направат некои вакви третмани кои што би влијаеле за подмладување и за внесување на поголема количина на чист кислород, споменавте до 98%, кои дава свежина и подобра и еластичност, но и живот на самата кожа. Кој период е позначаен за една поинтензивна нега? На овој апарат може секој да прави третмани затоа што нема штета. Значи се внесува чист кислород и може некои активни супстанци во ампули да се внесат ако има некој друг проблем кожата. А поинтензивно би требало после 30-тата. Значи после 30-тата спомнавме нели тој доток на кислород, таа оксигенизација се намалува и се настанува поспоро обновување на клетките. Чим поспоро се обновуваат, веќе почнува процесот старење. Значи, после 30-тата е убаво да се започне со серија од 4 третмани и да се доаѓа еднаш годишно, повторно да се повтори, а еднаш месечно да се одржи саканиот резултат. Додека кај повозрасна кожа над 40 години, таа побрзо старее и поради оној период, посебно кај жената во климактериум, каде што се веќе намалуваат нели оној дисбаланс на хормоните и тоа ја прави кожата да изгледа и поуморна и побрзо да старее. Тука веќе треба да се прават 2 пати во годината такви серии за да се спречи нејзино старење. Да, јас би ја замолил само режијата, имаме и фотографии кои може да одат во текот на разговорот. Ние подоцна и ќе ги искоментираме заеднички, да им представиме и на гледачите за тоа што представуваат истите. Но кога или пак постои ли одредена нега на кожа која би функционирала или пак во некои домашни услови, нешто што би го правеле или пак би го применувале и не само во домашни услови, но и во секојдневието, кога постојано некогаш можеби не наоѓаме доволно време за одредени третмани или пак доколку и не сме некои нормално јавни личности и нормално и тогаш сакаме да имаме убава и добра кожа. Да, значи во домашни услови се препорачуваат негата на кожата треба да се негува 24 часа. Значи, треба да се зимаат препарати, козметички препарати, кои се продолжена нега на сите овие професионални третмани. А доколку не се прават вакви третмани, значи убаво е да се сменат некои животни навики, а тоа е почесто да излегуваат во природа, да се бават со физички активности, повеќе вода да внесуваат. Нормално, сонот е исто многу битен елемент, значи потребно е да се спие барем 8 сата на ден, да се направи на тој начин една превентива и да се внесува вода во поголеми количини, значи нешто повеќе од 2 литра. На тој начин би си помогнале побавно да старее кожата.
Имаме ли решение за возрастна кожа и кој е клучниот причинител покрај возраста за опаѓање на кожата или пак за губење на еластичноста, за губење на природна состојба? Да, веќе после 40-та година видно се забележуваат знаците на старење и тоа претежно кај кожа која не е негувана, кожа која е изложена на позагадена средина, луѓе кои животните навики не им се добри, не спијат, значи тука веќе имаме видно зголемување на брчки и опаѓање на тонус на кожата. За таа возраст се препорачува да се направат лифтинг третмани кои даваат навистина прекрасни резултати и веднаш видливи резултати, бидејќи сите ние сакаме нели нешто кој ќе направиме веднаш да го приметиме и резултатот од третманот. Буквално со РФ радиофреквенцијата, тоа е биполарна и триполарна радиофреквенција, таа е една од најбараните лифтинзи во моментот и многу актуелен третман, дава веднаш видлив резултат. Ние откако ќе го сработиме едниот дел од лицето, значи половина од лицето, прво се оди со биполарот на подлабоките брчки, а потоа со триполарот тој делува во затегнување на кожата. Откако ќе го сработиме едниот дел од лицето, им даваме огледало да се видат и веднаш се приметува онаа разлика, значи тонусот е подигнат, брчките избледени и што е најбитно веќе хидратацијата се приметува, кожата, значи има многу голем проток на микроциркулација, веќе многу проток на вода во кожата и се приметува дека нешто видно е направено. А вистинските резултати од радиофреквенцијата се гледат после 3 недели, затоа што тоа е процесот на кожата што ја е потребно тој колаген кој е веќе испопука, на што е главен да ја држи колагенот и еластинот затегната кожата, после 3 недели се ремоделира, се обновува, а се ствара и нов колаген и еластин и после 3 недели добиваме навистина една убава затегната кожа и така се прави серијата. Точно на 3 недели, неколку третмани и на годишно ниво повторно се повторуваат. Добро, обично женската популација, дамите, на кој дел од телото најмногу би одржували или најмногу често практикуваат одредени третмани? Па лицето е најважен дел, значи тоа е она прво што секој го гледа и мислам дека и тоа е најбитно. Од пракса е исто, значи најмногу внимание се дава на кожата на лицето, а од третмани на тело најмногу им пречи целулитот, а и целулитот е појава на опуштена кожа. Значи, таму каде што е опуштена кожата, всушност и повеќе има целулит. Така да сите овие третмани кои ги нудиме за лице, ги имаме и за тело. Значи, може исто оксиген терапија да се прави на тело. Потоа може биполарна и триполарна да се прави на тело, каде што помага и оние лузни, стри, да се обноват, да се регенерира тука кожата, да се створи нов колаген, да се затегне и да се измасни кожата и регијата каде што има стрие. Кои се најбараните третмани во Центарот за убави на Афродитес, кои најчесто ги практикуваат дамите и нешто за што и најмногу имате и барања? Да. За лице или за тело се? Па и тоа, и тоа. Да. И за тоа што кожата е важна во било кој дел од телото. Е, така. Во различен период од годината потребата на третманите се различни. Така да во овој период од годината, значи летниот период, повеќе ги практикуваме, значи лифтингот, биофотон светлото, ултрасоник лифтингот, потоа имаме лифтинг кој делува во тонусот, затегнување на тонусот на мускулите на кожата, бидејќи тие со годините се атрофираат и паѓаат и најмногу ги правиме тие и подкрепени со биолошки третмани. Значи веднаш после апаратите се нанесуваат некои активни маски, серуми кои даваат дополнително подобар изглед, а после апаратите кожата е зголемена апсорцијата 100 до 300 пати, така да кога рачно би ги правеле тие биолошки третмани, не би го дале тој ефект као кога ги правиме веднаш после апликација на некој апарат.
Од биолошки третмани најмногу го прифаќаат, и тоа е исто нов третман, трипептиди. Тој делува, значи на 30 години може да се работи и делува веднаш во затегнување на кожата. Делува на колагенот и еластинот, на хидратацијата на кожата и тонизација на мускули, затоа што има специјална масажа која рачно се продолжува, значи со акупресура, каде што се поттикнува и тонизација на мускулите. И тоа е еден моментално од најбараните биолошки третмани во моментот во салонот. А за тело, најактуелен третман кој го бараат е акустична шок терапија. Тој работи апарат врз радиобранови и буквално шотови, значи удари прави, и е медицински апарат, се употребува и во медицината за кршење и разбивање на тие калцификати и шилци, народно кажано, што се ауват нели на зглобови и на пети, а додека во козметиката и во естетиката се употребува за измазнување на кожата, значи делува многу длабоко. Сите типови на целулит, дури оној најтврдиот, најзокаровениот, со 10 до 15 третмана може да се исчисти. Дава неверојатни убави резултати. Кожата се измазнува, стриите ги снемува и тоа е еден сега од најбараните третмани, затоа што веднаш гледаат резултати, веднаш после третманот, и онака едно 10 третмани може да се направат за 10 до 15 дена и непосредно пред настан, пред заминување на одмор може да се направат и веднаш се гледат ефекти и резултати. Добро, возможно ли е за толкав краток временски период да се постигнат резултати? Еве гледаме и фотографии, конечно, за дел од третманите, но дали ви треба малку подетално објаснување за секоја фотографија, за да ја стопираме, да не се движат толку брзо? Значи, после третманите, што ги кажавме, значи, после кислородот, оксигенизацијата и после лифтинг третманите. Значи, слики пред и после, каде што видно се гледа измазнување, подобрување на структурата. Ова се сите операции што ги содржи апаратот Окси Систем Екселент. Тоа е еден од најбараните третмани моментално као хит во светот, значи оксигенизација на Што кожата. значи ова? Ова е барокоморат. Добро. Каде што се пушта на биофотон светло и се добива чист кислород. Да само малку да стопираме, што представува ова? Ова е електрична масажа. Се става едно јастуче кое работи на слаба струја и се топат раците и се прави специјална масажа, акупресура, и се добива многу убав ефект после оваа масаж. Тоа е некој новитет? Да, исто и тоа е во апаратот. Го има во Афродитеес? Да, го има во Браво. двата Што е ова? центари на Афродитеес. Ова е ултрасоникот, значи со него се прави лифтинг и овој апарат овозможува да се внесат многу активни супстанции. Многу го употребуваме, значи овој дел од апаратот го употребуваме и во класични, и во биолошки, затоа што на крај тие ампули, еве како изгледа и овој апарат Окси Екселент, што има 5 функции за разубавување, превентива од старење, доток на чист кислород, лифтинг и на крај барокомора, кај што се диши и се подобрува, значи не само функцијата на кожата, него и здравието во целост. Само ако може уште еднаш да ги погледнеме, затоа што брзо, има одредени делови кои не ги искоментиравме, а важно е да им ги представиме на гледачите. Ова е инфузијата. Значи, инфузијата беше првата фотографија. Добро, таа веќе замина. Ајде одиме понатаму. И ова е резултат после 4 третмани со окситерапија. Добро. Малку само стопираме. Триполарот, значи апаратот кој прави брз лифтинг, значи со биполар и триполар, моментално сондата е на триполар покажано, каде што прави ремоделирање на колагенот и еластинот и затегнување во целост на лицето и вратот. Еве резултат после РФ. После колку третмани е ова? После 4. После 4 веќе се забележуваат одредени резултати. Се прават на 3 недели, така за 2-2,5 месеца се завршува и третманите. подочници веќе нема овде, како што можем да забележам. Многу се измазнува. Ова е исто как резултатот пред и потоа. Тука само да стопираме. Што е ова? Ова е целокупниот процес или методологијата на одржување на целиот третман? Да.
Значи, покажани се сите сонди на кои работи апаратот и слики како се прават тие третмани и како се подобрува функцијата на кожата. Добро, имаме уште неколку, но важно ли е да, или пак колкаво е значењето за една дама да постојано прави одредени третмани за нејзината кожа да изгледа постојано витална, здрава, елегантна и моќна? Да. Значи, резултатот на убава кожа е всушност негувана кожа. Треба да се започне рано, значи многу рано, уште од периодот на адолесцентната возраст, затоа што тогаш настанува некој дисбаланс и почнуваат првите проблеми на кожата и тој период поминува, но ако не се третира кожата, остануваат последиците трајно. Значи, на деца во пубертет, каде што имаат премногу лачење на лој, се ствараат и се зачепува нивната кожа, едноставно не може да диши и се ствараат мите серчиња и акне, доколку тие не се соодветно третираат професионално уште од при нивната појава, со тек на време настанува појава на акни. Акните се веќе голем проблем. Тука треба да се вклучи и дерматолог, и гинеколог. Значи, потребна е циклична терапија, има голем дисбаланс. Потоа треба дерматолог терапија да дава, па потоа и ние да се вклучиме во чистење, но не може да чистиме додека однатре не се тоа среди. Затоа треба благовремено да се доаѓа, треба на некој 12-13 години да се донесе детето во козметичар, како што сите ние имаме свој забар, доктор, да се донесе да си го знае својот козметичар кој ќе се грижи за лицето и нема да дозволи да дојдат до појави на акни, значи во тој период. А потоа како растат, се ствара една навика како да се негува кожата на лицето, да се доаѓа на тој хигиенски третман еднаш месечно доколку нема проблеми. На 25 години веќе има некои други третмани кои помагат за хидратацијата да не се изгуби. На 30 веќе може да ставиме и помокни третмани и не е само тоа што прават третмани, него и прегледот, негата, грижата и за дома е исто битна. Значи 24 часа ние треба да се грижиме за кожата не само на лицето, него и на целото тело. Не може со еден третман да спречиме појава некоја на дехидрирање или старење. Така да при самиот третман правиме преглед и препорачуваме според возраста што е најнеопходно веќе да се користи дома. И со онаа продолжена нега во домашни услови правиме многу за нашата кожа. Овој период е важен за нега на кожата, особено лето, сонце, вода, езеро, море. Да. Летниот период е и најважен затоа што најмногу се суши и остарува. Самото сонце знаеме дека делува, го убрзува процесот на старење. Многу е јако сонцето, колку и да се штитиме, тотална заштита 100% нема, значи може да се заштитиме малку, но тотално не од морето, од солта, од ветерот, од сонцето, па и од оние креми, хемии што ги ставаме за заштита, кожата на вистина се пресушува и во овој период се најмногу потребни третманите и негата на кожата на лицето. Значи да се дојде кај нас, ќе се направи еден преглед, ќе се види во која ситуација е кожата, дали е потребно оперативно или препаративно со козметика или со домашна нега, препорака на крема, да се направи нешто за кожата. Каде може да ве најдат? Имате 2 салони. Да, имаме 2 салони, едниот центар за убави на Афродита есе во населба Аеродром, а другиот централно панорамски комплекс на Водно. Ви благодарам за одвоеното време и за тоа што бевте дел од утринска на Телма. Ви благодарам и јас. А вие, почитувани, не заборавајте дека навистина треба да и посветите внимание малку повеќе на сопствената кожа, особено во овој летен период од годината, и не дозволувајте таа да со возраста и таа да стане условно кажано возрастна, затоа што сепак кожата е нашиот изглед покрај внатрешноста, душата.